Почитувани гледачи, ги следите регионалните вести. 7 лица се повредени во тешка сообраќајка која се случи на патот Тетово-Брвеница. Се судриле 2 автомобили на влезот од Брвеница. 5 лица со тешки, а 2 со лесни повреди исходот од сообраќајката која се случи синоќа на патот Тетово-Брвеница. Се судриле 2 патнички возила, марка БМВ со тетовски регистарски ознаки, кој го управувал 17 годишник од Тетовска Луковица, и автомобил Голф кој го возел жител на Челопек на возраст од 37 години. Тешката сообраќајна несреќа се случила пред влезот на Брвеница, токму на ова место, каде се уште има остатоци од уништените возила каде се превезувале патниците. Сите 7 учесници во сообраќајката се примени во Тетовската клиничка болница. 4 од нив поради сериозноста на повредите се препратени на скопските клиники. Транспортирани до клинички центар Скопје. 2 од нив се со фрактура на череп, еден од нив е со сериска фрактура на ребра и хематоторакс и еден е со фрактура на бутна коска на фемур. 3 се задржани за болничко лекување во нашата институција, кои се сега надвор од животна опасност. На овој регионален пат чести се сообраќајките предизвикани пред се поради брзото возење, а голем дел од учесниците немаат положен возачки испит. Инаку секторот за внатрешни работи Тетово во континуитет презема засилени сообраќајни контролни мерки и активности, во чие средиште и оваа есен се брзината со која се движат возилата во и надвор од населено место, нивната техничка исправност и лицата кои ги управуваат возилата без положен возачки испит и валидна дозвола за тоа. Во овие активности просечно дневно се откриваат по 30 до 70 возачи кои ја пречекоруваат максимално дозволената брзина, особено на автопатот Гостивар Тетово-Скопје, но и на другите патни правци. Покрај ова, во активностите исто така се откриваат и по најмалку 10 лица кои седнуваат зад волан без положен возачки испит, пред се малолетници, но и други. Полицијата има извршен увид, подигнати се траги за вештачење. Се работи на целосно расветлување на случајот. 3 активни пожари на шара регистрираше територијалната противпожарна единица Тетово. Синоќ и утрово пожарникарите се на терен во обид да ги стават пожарите под контрола. На некои места немаат пристап, но приоритет за денес беше пожарот на Попова шапка. Гори ниско стеблеста шума на Попова шапка. Од утрово пожарникарите се на терен, обидувајќи се да го стават пожарот под контрола. Од територијалната противпожарна единица велат дека и во текот на ноќта имало уште еден пожар во близина на викендичките. Се работи за пожар под репетиторот на МТВ, кај што се наоѓа, но вчера имавме пожар и од другата страна, кај што са викендициве. Но таму пожарот го локализиравме и го ставивме под контрола. Командирот истакна дека денеска има 3 активни пожари на шара. До 2 од нив територијалната противпожарна единица нема пристап. Еден пожар над Лешок, скроз горе, таму е непристапен терен за нас, пожарникарите, значи непристапен е тој терен, и се работи на еден друг пожар над село Боговиње. Значи и таму е за нас е непристапно. Теренот е многу лош и не можеме да пристапиме таму ние. Иначе, задните денови имаме многу појавени пожари што се појавуваат на отворен простор, кај што и ние интервенираме, значи тие пожари кај други, низ стрништа и низ ниви што се појавуваат, значи тие одма ги локализираме. Сме имале синојка околу 22 часот, значи во вечерните часови, еден таков пожар на патот Пирок-Раковец, кај што пожарот беше ставен под контрола, угаснат. Пожарникарите го даваат својот максимум за пожарите да ги стават под контрола. Приоритет денес е оној на Попова шапка. Командирот Алити потенцираше дека сите пожари се предизвикани од човечки фактор, а заради високите температури, пожарите брзо се шират.
Долж текот на реката Пена под мостот на улицата Индустријска се собира водата, откако беа спроведени активности за нејзино чистење. Откако надлежните со механизација извршија чистење на коритото на реката Пена, настана мал застој на течението под мостот на улица Индустријска. Тука водата се собира. Од општина Тетово велат дека се уште се работи на чистење на тој дел од реката и дека активностите ќе продолжат. Граѓаните кои ги анкетиравме велат дека треба повеќе внимание да се посвети на чистотата на реката. Сигурно длабоко е ископано е туека и затоа се собира водата ти. Треба да се очисти убаво од крај до крај. Затоа е така. Неочистено. Фрла што ти нешто ќе им текне и се бере тоа внутри. Тоа е. Треба да се чисти. Ова реката е како што и ви видите. Се ѓубрињата ги фрлаат овде и може да се појави некоја тешка болест. Вината е кај само луѓето, кај факторот човек. И надлежните апелираат граѓаните да бидат посвесни во однос на заштитата на животната средина, да престанат да фрлаат отпадоци во водите на реката Пена. За еден месец од Гостиварската патарина до Здуњската раскрсница ќе се вози по целосно обновен коловоз. Проектот за рехабилитација на оваа делница долга 4,6 километри е во вредност од 32 милиони денари. Рехабилитацијата на делницата од наплатната рампа Гостивар до раскрсницата кај село Здуње се одвива според планираната динамика и се очекува да се заокружи до крајот на следниот месец. Ова го најавија денес министерот за транспорт и врски Горан Сугарески и директорот на јавното претпријатие за државни патишта Зоран Китанов, кои извршија увид во работите. Станува збор за делница во должина од 4,6 километри. Треба да заврши до крајот на ноември, еве и Господ е со нас, времето не е убаво, можеме да работиме. Сега, за да биде така како што е најубаво, ги замолам за едно мало трпение на учесниците во сообраќајот. Ова делница ќе биде 10 дена затворена за користење, за да може во полн профил да се асфалтира целиот 8 метров пат, да не се прави лепенка, така како што е најубаво за нас и за идните генерации, а 10 дена верувам сите ќе можеме да се стрпиме, нема толку многу да се изнервираме. Над 500 километри има рехабилитација и реконструкција на патишта само во последната година и нешто, што е незапамтено од било кое време. Многу ми е драго што се рехабилитираат, се реконструираат патишта кои што од бивша Југославија не биле реконструирани, не биле чепнати и тоа е исклучително важно. Сакам да потенцирам дека денеска заедно со директорот на јавното претпријатие за државни патишта господинот Китанов сме тука на патот Гостивар Здуње да извршиме увид. Гледаме дека од она што сме информирани стварно силна динамика има на активности и очекуваме согласно роковите веќе на крајот на наредниот месец да би овој патен правец биде во целост завршен. Директорот Китанов напомена дека периодов се спроведуваат и акции за чистење на површините покрај автопатот Гостивар Тетово Скопје од вегетација и отпад. Ѓубрето ќе го исчистиме, почитувани, но на 1 километар 50 врејки ѓубре да се собира е премногу. Колку и да се ангажираме, ако самите ние, учесниците во сообраќајот, не дадат допринос во тоа, никогаш нема да можеме целосно да го постигнеме. Затоа сите заедно да се заложиме цело ова да биде еден убав амбиент за патување. Проектот за рехабилитација на патот од Гостиварската патарина до Здуњската раскрсница е со вредност од 32 милиони денари. Приведен тетовец кој предизвикал пожар во атарот на село Лисец. Од полицијата информираат и за физички напад, нарушен јавен ред и мир, како и за расчистено разбојништво во Гостивар.
44 годишен тетовец е лишен од слобода вчера во 13 часот и 15 минути кај место викано Голгота во атарот на село Лисец, затоа што 1 час претходно на наведеното место во нива во негова сопственост, при подготовка да направи скара, запали логан кој се проширил, при што изгорела поголема површина сува трева. По целосно документирање на случајот, против него ќе биде изготвен соодветен поднесок, информираат од СВР Тетово. Двајца браќа од Челопек вчера пријавиле дека околу 16 часот и 10 минути во гостителски објект во селото физички биле нападнати од 2 лица од истото село. Случајот целосно е расчистен и изготвени се соодветни поднесоци. Вчера околу 1 часот и 30 минути во СВР Тетово било пријавено дека во угостителски објект на улица Илинденска во Тетово бил нарушен јавниот ред и мир со пуштање гласна музика. Се расчистува случајот и против сопственикот на објектот, ќе биде изготвен соодветен поднесок. Полицијата расчисти разбојништво кое на 25 октомври годинава било извршено над 48 годишник од Република Србија и до основното јавно обвинителство Гостивар кривично се пријавени 2 лица на возраст од 33 и 27 години од Дебреше и 42 годишник од Равен. Тројцата пријавени се сомничат дека во близина на наплатната станица Гостивар најпрво побарале да влезат во товарното моторно возило Сканија со српски регистерски ознаки, што го управувал српскиот државјанин, а веднаш потоа физички го нападнале и заканувајќи му се по животот со остар предмет, му одзеле паричник со 9000 динари, 50 евра, возачка дозвола, банкарска картичка и на брзина се оддалечиле од местото. Нешто подоцна пријавените се лишени од слобода и изведени пред судија во претходна постапка на Основниот суд Гостивар, кој им определил мерка притвор од 30 дена, пошто тие биле спроведени во казнено-поправната установа затвор Скопје во Скопје. По 24-ти пат во Тетово викендов се одржа фестивалот за детски песни Јаболчиња. Тетово викендов што измина беше домаќин на 24-тото издание на фестивалот за детски песни Јаболчиња. Многобројната публика во Центарот за култура Илијантески смок имаше можност да ужива во настапите на децата и хористите, како учесници на фестивалот. Настапија 16 песнички, каде поединци, каде дуети. Презадоволен сум. Публиката беше исто, мислам дека презадоволна за тоа што беше преполна салата. До година е 25 години, значи за до година не можам ништо да зборам, ама емоциите надираат уште од сега. Сепак е нешто што со години се правело во Тетово. Жалосно е што тетовчани имаше само 5 учесници од Тетово, а другите дојдоа од Скопје. Го видоа квалитетот, го препознаа квалитетот. Фестивалот за детски песни Јаболчиња е основан во 1996 година во Тетово. На него имаат учествувано повеќе од 600 учесници, како соло пејачи и над 10.000 хористи. Кошаркарите на Гостивар го совладаа шампионот МЗТ Скопје. Нерешени резултати за фудбалските прволигаши, победи за одбојкарите и порази за одбојкарките. Во продолжение комплетните резултати на екипите од полок. Победи, нерешени и порази, разноликост на резултати за полошките екипи овој викенд. Најзначаен резултат изминатиот викенд постигнаа кошаркарите на Гостивар, кои на домашен терен го совлада актуелниот шампион
МЗТ Скопје со 80-78. Во текот на целиот надпревар двете екипи се менуваа во водство. Првата четвртина им припадна на гостите од Скопје со 20-18. На полувремето се замина со предност од 2 поени за Гостивар, откако во втората четвртина беа подобри со 23-19. Во третата четвртина МЗТ Скопје повторно го презеде водството и пред почетокот на последниот период имаше предност од 1 поен, односно 60-61. Во одлучувачката четвртина предноста на страната на домашните беше константна, а интересно е тоа што конечниот резултат 80-78 за Гостивар беше поставен на 70 секунди пред крајот на надпреварот. На табелата Гостивар е на делба од втората до шестата позиција со 5 бодови, односно 2 победи и 1 пораз. Во следното коло екипата на Гостивар ќе му гостува на Скопски Вардар. Во машката одбојкарска лига на Македонија, Универзитет Тетово и Шкендија забележаа стартни победи. Универзитет Тетово во првото коло го доби дерби над преварот против Весна Пробиштип на гости со максимални 3:0. Тетовци во сите 3 сета беа многу подобар противник и славеа со 25:17, 25:22 и 25:13. Одбојкарите на поранешниот освојувач на двојната круна Шкендија со победа од 3:1 на домашен терен на Дибра Волеј се врати во домашното првенство после неколку годишна пауза. Тетовските црвено-црни ги добија првите 2 сета со 25:14 и 25:22, а потоа третиот сет и припада на гостите од Дебар со 25:23. Во четвртиот сет Шкендија беше поуспешна и славеше со 25:19 за конечна победа од 3:1. Првото коло во машката одбојкарска конкуренција ќе биде затворено денеска со дуелот Вардар-Лирија, кој ќе се одигра во спортско-рекреативниот центар Кале во Скопје. За разлика од машките екипи, одбојкарките имаа крајно неуспешен викенд и забележаа 2 порази без да освојат ниту сет. Бамикор на домашен терен беше поразен од Јанта Волеј од Скопје со максимални 3:0, односно 25:15, 25:14 и 25:15 по сетови. Слично минаа и одбојкарките на Универзитет Тетово, кои исто така на домашен терен беа поразени со максимални 3:0. Подобри од тетовки беа одбојкарките на Скопски Вардар, кои ги добија 3 сета со 25:19, 25:18 и 25:15. Универзитет Тетово и Бамикор се наоѓаат на последните 2 места на лигашката табела, без бодови, без ниту еден освоен сет и со по 6 загубени сетови. Двете тетовски екипи одиграа нерешено во првата македонска фудбалска лига. Екипата на Шкендија имаше тешко гостување во Ѓорче Петров против Македонија, но сепак со реми без голови 0:0 се враќа во Тетово. Ренова на домашен терен одигра само 2:2 против Скопски Шкупи. Тетовските фудбалери на 2 пати имаа предност преку Зука и Мишковски, но гостите успеваа да изравнат со головите на Јурина и Јусуфи. После 12-тото првенствено коло Шкендија е на 5-тата позиција на табелата со 15 бодови, додека Ренова на 8-то место со 14 поени. Во второлигашката конкуренција најголемо внимание привлече полошкото дерби во Боговиње, помеѓу Дрита и Гостивар. Гостите со голот на Реджепи во 30-тата минута успеа да забележат значајна победа од 1:0. Многу повеќе голови имаше на дуелот на градскиот стадион во Гостивар, каде Вардар отворено му беше домаќин на лидерот на табелата Битолски Пелистер. Гостите во 20-тата минута дојдоа во водство преку Бујчевски, но домашните само 3 минути подоцна го израмнија резултатот преку Ејупи. Во 40-тата минута Мемеди го доведе Вардар Форино во водство 2:1, а Шоповски израмни на 2:2 во 63-тата минута. Мемеди со својот втор погодок на овој надпревар во 66-тата минута ги постави конечните 3:2 за Вардар Форино. На табелата Дрита и Гостивар се на 5-тата и 6-тата позиција со по 15 бодови, додека Вардар Форино е веднаш позади нив на 7-то место со 14 поени. Земјите членки на Европската Унија денеска се согласија да го одложат Брекзит на уште 3 месеци, односно до 31 јануари. Председателот на Европскиот совет Доналд Туск на Твитер објави дека 27 членки на Европската Унија се согласиле да го одложат излегувањето на Британија од Европската Унија до крајот на јануари 2020. Но Британија може да излезе од Унијата и порано ако британскиот парламент успее да се договори и ако го изгласаа договорот постигнат со Европската Унија. Британскиот парламент пак денеска треба да се изјасни по предлогот на премиерот Борис Џонсон за распишување на предвремени парламентарни избори.
Сојузот на десничарски партии, предводен од доскорешниот италијански вице-премиер Матео Салвини, победи на регионалните избори во Умбрија и со тоа го превзеде историското упориште на левицата и нанесе сериозен удар на владеачката коалиција во Рим. Адвокатката Донателла Тесеи, кандидатка на партијата Лига на Салвини, освоила 57,6% од гласовите. Таа ја имаше поддршката и од неофашистичката партија Италијански браќа, како и од Напред Италија, на поранешниот премиер Силвио Берлускони. На второ место се најде Виченцо Бјанкони, кандидат на граѓанското општество кој беше поддржан од движењето 5 звезди и Демократската партија, освојувајќи 37,5% од гласовите. Гувернерот на Калифорнија Гевин Њусом прогласи вонредна состојба низ цела Калифорнија, откако беше наредена евакуација на околу 200.000 луѓе поради пожари и невреме. Повеќе од 2 милиони луѓе во Калифорнија останаа без електрична енергија, бидејќи најголемата компанија за дистрибуција на електрична енергија превентивно го исклучи снабдувањето за да спречи нови пожари. Стравувајќи дека ветровите може да го рашират огнот и на главниот пат, властите наредија и евакуација во делови од градот Санта Роса со 175.000 жители, уништен од пожар пред 2 години. Без струја од саботата вечер се 2,3 милиони луѓе во 36 окрузи во Калифорнија. Времето денес беше сончево и топло со слаб ветер од северен правец. Температурите се движеа во интервал од 5 до 21 степен Целзиусов. Утре не очекува претежно сончево време со слаб ветер од југоисточен правец. Температурите ќе се движат во интервал од 2 до 19 степени Целзиусови. Тоа беше се во денешните регионални вести, а вие и натаму останете со нашата програма. Пријатно!